Во онредна состојба во Колумбија посилниот земјотрес со јачина од 7,4 степени која погоди државата. Животот го загубија повеќе од 160 лица, додека спасувачките екипи и денеска продолжуваат со потрага по преживеани подурнатините. 2000 луѓе се водат како исчезнати. Земјотресот предизвика големи разорнувања во повеќе градови. Во Перира, главниот град на најтешко погодениот регион, досега се потврдени 60 загинати, а стотици се затрупани подурнатините. Уште 13 лица загинале во рурална област, најблиско до епицентарот. Земјотресот бил почувствуван и во Еквадор, Венецуела и Панама. После првичниот потрес следувале уште неколку, од кои најсилниот бил со магнитуда од 5 степени. Го видов предупредувањето кое стигна на телефон и веднаш почнав да викам дека има земјотрес. Од секунда во секунда стануваше се посилен. Ова е еден од најсилните земјотреси кои ја погодија Колумбија во изминативе децении. Досега е побарана помош од 6 региони кои се најтешко погодени. Се уште немаме целосни информации колкава е штетата, бидејќи на многу места во прекин се телефонските врски и нема интернет. Големи штети претрпел и Кали, во градот, кој е дом на 2,2 милиони жители. Загинаа преку 80 лица, а 200 се водат како исчезнати. Десетица згради се целосно урнати или сериозно оштетени. Во моментов, најмалку 20 објекти се урнати, а луѓе се заглавени под урнатините. Побарав помош од градоначалниците на Богота и Меделин да испратат спасувачки екипи. Апелирам до жителите да останат смирени. Колумбискиот председател Абелардо де ла Есприела, која презеде функцијата пред само неколку дена, побара од спасувачките екипи да не се откажат, се додека не ги излачат сите оние кои се затрупани под урнатините. Најави распоредување на припадници на безбедносните сили во најтешко погодените региони по пријавените случаи на грабежи. Во Кали и Перира, од синоќа, насила е полициски час. Првата цел ни е да ги спасиме луѓето кои се под урнатините. Тоа е главен приоритет во моментов. Земјотресот во Колумбија доаѓа неполни 2 месеци по катастрофалните потреси кои погодија соседна Венецуела, а во кои загинаа повеќе од 6000 луѓе, а неколку илјади се уште се водат како исчезнати. Од почетокот на годината пак, ова е 10-ти земјотрес со јачина од над 7 степени според Рихтеровата скала, кој е регистриран некаде низ светот. Најсилниот со магнитуда од 7,8 степени во јуни ги погоди Филипини.